Си биле еден маж и една жена. Си живееле сложно, се сакале и се почитувале, иако биле многу сиромашни. Еден ден им се родило прекрасно синче. На нивната среќа и немало крај. Бебето не само што било многу убаво и постојано насмеано, туку добрите самовили му предскажале дека кога ќе порасне, ќе се ожени со кралската ќерка. А кралот во таа земја бил алчен, себичен, секогаш намуртен. Не бил добар човек. Знаел да биде лош. Често, облечен како селанец, поминувал низ селата и градовите во царството и така преправен ги распрашувал луѓето. Што има ново? Како живеете? Во селото, во кое се родило среќното момче, кралот ги прашал селаните што има ново и тие, без да знаат со кого зборуваат, му рекле: во селово се роди едно среќно дете. Му предскажаа дека кога ќе порасне, ќе се ожени со кралската ќерка. Кога слушнал за пророштвото, кралот многу се налутил, го фатило паника. Веднаш отишол кај сиромашните родители на детето. Преправен во обичен човек, им тропнал на врата и им рекол: вие сте сиромашни луѓе, дајте ми го детето и јас ќе се грижам за него. И му го дале? Прво, не сакале да го дадат, но кралот им понудил многу пари. Таткото и мајката се помислиле: да го дадеме, тоа е среќно дете, се ќе биде во ред. И го дале бебето. Кралот го ставил детето во една кутија и одјавал на својот конј. Кога стигнал до една длабока река, кралот ја фрлил кутијата со детето во водата и помислил: ја спасив ќерка ми од несаканиот зет. Леле! И потоа, што се случило потоа? Кутијата со среќното дете не потонала. Пловела како мало бродче и стигнала пред една воденица. Момчето останало сосема суво. Воденичарот стоел покрај воденицата и ја забележал кутијата. Веднаш го зел бебето и го однел дома. Воденичарот и неговата жена немале деца, па жената многу се израдувала и помислила дека Бог ги дарувал со тоа прекрасно момченце. Времето минувало. Воденичарот и жена му го чувале детето и многу добро се грижеле за него. А тоа растело и растело, станало убаво момче. Еден ден, кралот излегол на прошетка низ царството. Но, фатило големо невреме, небото и земјата се споиле. Како? Што значи тоа? Тоа значи дека врнел силен дожд, имало грмотевици, дувал студен ветер. Кралот морал да се засолни од невремето. Влегол во куќата на воденичарот. Кога го видел момчето, нешто му станало сомнително, па го прашал воденичарот: дали ова момче е твое дете? Не, рекол воденичарот, тоа е сираче. Реката го донесе. Беше бебе оставено во кутија. Кралот не можел да поверува во тоа што го слушнал. Се сетил на случката од пред многу години. Детето што го фрли во реката е живо. Морам да смислам нешто. Збеснал кралот и брзо ги прашал воденичарот и неговата жена:
Дали може вашето дете да и однесе едно писмо на кралицата? Изморен сум, немам сила да го продолжам патот и јас да го однесам писмото. Зошто да не? Веднаш се согласил воденичарот. Кралот зел лист и со големи букви напишал: момчето што ви го донесе писмово да биде убиено. Веднаш пред јас да се вратам дома. Го затворил и го залепил писмото, па му го дал на момчето. И кутрото момче тргнало на пат. Патот водел низ шумата. Леле, го отворила да види што пишува? Туги писма не се отвораат. Момчето одело низ шумата и кога се стемнило, влегло во една куќа. Го пречекала една баба. Ке ми дозволиш ли да преноќам во куќава, а утре да го продолжам патот и носам писмо на кралицата? Замолило момчето. Ке ти подготвам вечера, па легни си, му одговорила старицата. Кога момчето заспало, дошле разбойниците, кои живееле во таа куќа и прашале: кој е ова момче и зошто лежи тука? Кога бабата им објаснила дека момчето носи писмо за кралицата, разбойниците не размислувале многу. Внимателно, за да не го разбудат момчето, го селе писмото и го отвориле и го прочитале. Ау, види, што му се спрема на момчево. А не ми изгледа дека некому направило нешто лошо. Се зачудиле разбойниците. Многу им паднало жал за момчето, па го скинале писмото. Напишале друго писмо со големи букви. Момчето што ви го донесе писмово веднаш да се ожени со принцезата. О, добри некои разбойници. Има и такви во приказните. Утредента момчето се разбудило, го зело новото писмо и тргнало на пат. Кралицата го отворила писмото и малку се зачудила што пишува во него, но зборот на кралот за неа бил закон. А и момчето толку било мило и убаво, па кралицата со радост наредила веднаш да почне свадбата. А принцезата рекла нешто? Принцезата веднаш се влюбила во момчето, била пресреќна. И така направиле голема свадба, траела 3 дена. Кога кралот се вратил дома, го видел својот зет, останал без зборови. И кој знае што ќе му смислела главата, но кога видел колку се сакаат неговата ќерка и момчето, решил никогаш повеќе да не помисли нешто лошо за нив. А со време, дури и го засакал среќното момче. Значи, кога имаш среќа, никој ништо не ти може. Народот вели: роди ме мајко со среќа и фрли ме на буниште.